Очајните мигранти не се откажуваат од обидите да стигнат во Европа преку Турција и грчките острови на Егејско море. За сега начелниот договор меѓу Европската унија и Турција за ставање крај на илегалните минувања посе изгледа не успева да ги одврати мигрантите од оваа нивна намера. И покрај распоредувањето на НАТО сили на Егејско море и зачестените патроли на грчката и турската крајбрежна стража, чамци полни со мигранти продолжуваат да пристигнуваат на грчкиот остров Лесбос. Грчки бродови ги следат до брегот каде што ги пречекуваат странски грчки хуманитарни работници. Овие активности се следени од припадници на грчката полиција и на Фронтекс. Лесбос, поради блискоста со Турција, стана главен центар од каде што тргнува така наречената балканска рута на мигрантите до богатите северни земји на Европската унија. Над милион луѓе, бегајќи од војна и сиромаштија на Блискиот и Средниот Исток, само во минатата година го мина Егејското море во мали чамци. Ние се плашиме да останеме тука и се плашиме да се вратиме во Сирија. Ние бегаме во некоја земја која ќе сака да не прими. Сакаме да бидеме безбедни, вели Самиха Абдула, која заедно со незиното семејство чека да замине од турскиот брег кон грчкиот остров Фармакониси. Некои стравуваат од можноста да се зголеми бројот на оние што ќе сакаат да стигнат на грчките острови пред да стапи во сила договорот меѓу Брисел и Анкара и да се интензивира контролата од страна на НАТО силите. Според договорот постигнат меѓу евролидерите и Турција во понеделникот и кој во идната недела треба да биде финализиран, Анкара се согласи да ги земе назад сите илегални мигранти во замена за финансиска помош, побрза визна либерализација и отворање на уште поглавија во преговорите за членство во Унијата. Целта на овој договор, како што изјави премиерот Ахмед Давутоглу, е обесхрабрување на илегалните мигранти и запирање на шверцерите со луѓе кои придонесоа за најголемата мигрантска криза во Европа по Втората светска војна. Во меѓувреме и австриската министерка за внатрешни работи Јохана Микл Лајтнер изјави дека Балканската рута, главниот пат на мигрантите кон северот на Европа, ќе остане постојано затворена. Само ваков конзистентен сигнал ќе ги одврати имигрантите да ја користат Балканската рута, рече таа за германскиот вестник Велт. Пораката според повеќето европски лидери е едноставна. Сите што ќе влезат илегално во Европа ќе бидат вратени. Обединетите нации и хуманитарните организации предупредија дека самиот ваков начин на враќање на мигрантите е незаконски, без да се разгледува секој индивидуален случај на барателите на азил. Од друга страна, далеко од јасно е дека пораката ќе ја примат очајните семејства кои, со затварањето на границите, како единствен начин да стигнат до Европа ќе го имаат само оној што го нудат шверцерите на луѓе.